Почитувани, наместо војкот на сезоната, Струга да брои туристи, ние броиме престрелки, жртви, инциденти и колку пати над дозволеното депонијата го загадува воздухот. Власта, и локална и централна, се директно одговорни за хаосот што го гледаме од ден на ден во Струга. Вчера, среде бел ден, беше убиено едно лице. Како да нема полиција, убиецот си влетал во барот и пукал. Струга и стружани се вознемирени и исплашени, стравуваат за својата безбедност и собствените животи. Стравуваат за животите на своите блиски, бидејќи гледат дека полицијата под раководство на СДС нема капацитет да ги заштити. Кога се стружани и вознемирени, може да предпоставите како хаосот се одразува на нашите гости. СДС со својата неодговорност и неспособност целосно не уништува Струга. Недозволиво е еден туристички град, чии граѓани живеат во текот на целата година од приходите кои ги добиваат за време на летниот период од локалната и централната власт да добијат само хаос и безредие. Најпрви ја видовме неспособноста на влада од 25 министри да го изгаси пожарот во локалната депонија, која ги задуши стружани и ги избарка туристите. Вчера се случи и убиство на плажа среде бел ден пред угостителски објект во екот на туристичката сезона. СДС и неспособната влада на Заев се директно одговорни за пропаднатата туристичка сезона како резултат на еколошка катастрофа и загрозеноста на безбедноста во Струга. Бараме одговорност од Оливер Спасовски, кој дозволи улиците на Струга да станат сцена на криминални пресметки. Бараме одговорност и од градоначалникот и министерот за животна средина Садула Дураку, кои дозволија неколку месеци стружани да се гушат во канцероген чад, не можејќи да угасат еден обичен пожар од локалната депонија или пак да спречат воопшто тој да се случи. Граѓаните на Струга, кои гласаа за СДС и нивната владина коалиција гласаа за живот, а наместо тоа добија подем на криминалот во Струга и рекордна загаденост на воздухот. Благодарение на матните сделки кои градоначалниците ги прават со газдите на депонијата. Струга во сред туристичка сезона е град на духови, град без туристи и без насмевки на задоволните посетители кои стружани со години се навикнати да ги гледаат. Одговорноста за неспособната локална и централна власт ќе дојде наврзо на локалните избори на 15 октомври, а делегитимирањето на оваа неодговорна власт на локалните избори ќе доведе и до предвремени парламентарни избори. На предвремените парламентарни избори ќе победи ВМРО ДПМН и туристите пак ќе станат главното бележе на градот.